Прво издание на регионалните вести за оваа работна недела. Тетови понатаму се гуши во канцерогена прашина, буквално секој ден од почетокот на годинава. Освен ова, градот и оваа зима убедливо го држи неславниот рекорд на град со најголем број на заболени од грип во Македонија. Секојдневно од почетокот и на оваа нова година тетовци се гушат во канцерогена прашина. Концентрациите на PM10 частичките и понатаму се многу високи, највисоки во споредба со другите градови. Викендов што измина се измерени среднодневни концентрации од околу 330 микрограми на метар кубен воздух или 6,5 пати повеќе од дозволеното. Иако се очекуваше да дојде до намалување на аерозагадувањето поради гаснење на печките на Југохром од Јегуновце, тоа не се случи. Во декември просечната концентрација на PM10 частичките се движеше од 93 до 560 микрограми на метар кубен воздух, а истото се случува и во јануари. Има други работи. Ѓубрето, сметот, возила, што се и самиот атмосферски притисок што прави. Тоа е. Мало има други работи, нека види владата бар, да размисли што тоа. Па не, тука се влезени смогот од ова од колите што се луѓето што се греат на дрва најверојатно. Тоа е исто за смогот допринесува. А Југохром ја мислам дека не е толку штетен за околина. Ја мислим па возила да боќе, ете сега се гори боќе шпорети на дрва се гори. Па не знам, може и нешто пала друго. Гора луѓе што знаеш што гора. Ѓубриња се паля, отпадот. Да. Па тоа е, по друго што, порано се горело ќумбиња, дрва се горело, ама сега ја мислим па претежно и возила многу и така малу времето тешко, облачно, нема снег да го прочисти воздухот. Од друга страна пак загадувањето на воздухот му погодува на грипот. Како што објаснуваат лекарите, суспендираните честички прав со големина до 10 микрометри се способни длабоко да навлезат во респираторниот систем и да го направат подложен на инфекции, односно широко да ги отворат вратите на вирусите и бактериите. Како последица на аерозагадувањето, Тетово и оваа зима убедливо го држи неславниот рекорд на град со најголем број на заболени од грип во Македонија. Како што објави Институтот за јавно здравје, најголем број на заболени од сезонски грип во текот на оваа сезона се пријавени на територијата на Центарот за јавно здравје во Тетово, 376 или 30% од вкупниот број на грипосани во земјава. Ординациите на матичните лекари во Тетово деновиве се преполни со лица кои се жалат на респираторни инфекции, меѓу нив најмногу децата, а според епидемиолозите, бројот на заразени од грип во наредниот период се очекува и понатаму да расте. Да се избегнува собирање и престој во простории каде престојуваат повеќе луѓе, особено да се избегнува близок контакт со луѓе кои се болни или сомнителни, кашлаат, киваат, имаат покачена телесна температура, често да се мијат рацете со вода и сапун или дезинфекционо средство, се дел од препораките на лекарите во однос на грипот. За квалитетен имунитет треба многу работи као еден комплекс да се направи, почнувајќи од исхрана, од активности секојдневни, квалитетно спиење колку е определено со препораките. Во дел на спиење, стрес, тоа е еден дел. Ви може да све да консумирате, ако имате стрес, може одма да ви падне имунитетот, така да лесно да заболеете од некоја болест која нормално ви може да го совладете. Као стрес. После друго, као рекреација. Тоа е многу битно, рекреација, бидејќи вие со спортски активности, сакам да кажем, физичка активност, со тоа вие ќе го снабдите повише со кислород вашиот организам и ќе го правите поотпорен и на болести и на, би рекол, наводници војна со микроорганизми и бактерии, така да ќе бидете посилни. Стресот е многу битен фактор кој што ќе ви го намали индиректно, бројот на ликоцити ќе ви ги ангажира и така да ќе бидете слаби и можете брзо да паѓате у некоја болест и тоа да влие. Нормално и сонот е многу битен, што исто влие индиректно преку стрес. Сите овие работи се као еден комплекс, што треба да се почитуваат. Исхраната треба да биде конзумирана на повише течности, овочи и зеленчук, помалку масна храна, сладки помалку, да се избегнува сладки, вие што се концентрирани.
Препораките пак на лекарите во однос на загадувањето на воздухот се избегнување на движење по најфреквентните улици во градот во време на најголема загаденост, носење на маска или шал и внесување на повеќе течности и антиоксиданси. Објавен огласот за самовработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Невработените со идеја за бизнис можат да аплицираат во подрачните центри од денес па се до 29 јануари. Невработените со идеја за бизнис ќе можат да аплицираат за грант за самовработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Првиот од двата огласи кои годинава ќе бидат распишани за оваа мерка излезе денес. Огласот ќе трае до 29 јануари. Сите оние лица кои што се активни баратели на работа на пазарот на труд во Центарот за вработување на Тетово може да си аплицираат, да си го развијат својата бизнис идеја во бизнис план и врз основа на нивните показатели што ќе ги покажат во обуките кои што се во нашиот центар, во работните клубови, можат да си ја остварат својата замисла и да излезат на пазарот на труд. Оваа година се повикуваат сите невработени лица кои активно бараат работа во програмата самовработување, значи да се пријават во работните клубови и да го остварат своето право. Годинава исто така влегуваме и во мерката каде што ги покануваме и младите невработени лица кои активно бараат работа, своето право да го остварат преку финансиска поддршка преку програмата самовработување. Програмата самовработување годинава, како и минатата година, нема да поддржува оддел 1 точка сектор АА од растително и животинско потекло, земјоделска дејност, односно дејност АА, сите услужни дејности од животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив. Значи, од таа дејност нема да основаме фирми. Од трговија на големо и дистрибуција, исто така финансиски и осигурителни бизниси и активности кои вклучуваат игри на среќа, бизниси од областа на транспорт, бидејќи минатата година овозможивме на такси превозниците да основаат фирми, годинава нема да имаат можност, напоменуваме. Бизниси од областа поврзани со недвижности и консултантски услуги. Сите овие услуги, значи, не можат годинава да основаат своји бизниси. Најдобрите кандидати прво ќе добијат обука, а потоа ќе аплицираат со својата бизнис идеја. Зависно од оценката на бизнис планот, предвидено е во некои случаи да се одобри грант за вработување на уште едно лице. Грантот за самовработување се состои во опрема, материјали за работа, менторство и помош за изработка на бизнис план. Финансиската поддршка обезбедува, значи, експертска поддршка во форма на обука за предприемништво и водење на бизнис, во висина од 16.600 денари и финансиска и советодавна поддршка по реализацијата на бизнис планот, бизнис идејата во бизнис план, во висина во опрема, набавка на опрема и репроматеријали во висина од 185.000 денари. Финансиската и советодавната поддршка за набавка на опрема и материјали, исто така за иновативните бизниси, нуди поддршка до 257.000 денари, тоест за секое дополнително вработување по 92.000 денари, значи за најдобрите бизниси или бизнисите кои што веќе се изјасниле дека ќе вработат плюс уште едно лице. Лицето кое ќе биде вработено со дополнителниот грант треба да биде исто така невработено лице, активен барател на работа. Доколку некој од најуспешните кандидати со иновативни бизнис идеи и бизнис планови предвидуваат дополнителни вработувања, кажавме дека веќе можат да го вработат лицето со 92.000 денари, но во тој случај вкупната поддршка за набавка на опрема или материјали ќе изнесува 349.000 денари. Основните два услови кои што треба да ги овозможат тие нови бизниси кои што ќе се отворат во меѓувреме, во тој период од 6 месеци, значи обуката трае 6 месеци, значи мора после реализацијата на бизнис идејата и бизнис планот и реализација на новата фирмата и лицето да не се одјави, значи задолжително да не се одјави во период од 2 години, доколку одјавува или го затвора бизнисот првата година, 80% од средствата ги враќа во кеш, додека втората година, ако го затвори бизнисот, 60% во кеш.
Програмата се спроведува повеќе години и преку неа се отворени над 7600 фирми во Македонија. На подрачјето на Гостивар во текот на минатата година се вработиле 17 граѓани со инвалидност и попречености. Фирмите пројавуваат интерес за користење на бенефициите од државата при вработување на оваа категорија лица. Агенцијата за вработување во Гостивар бележи позитивни резултати и во делот на користење на активните мерки. Фирмите во Гостивар почнаа да пројавуваат интерес за вработување на граѓани со инвалидитет. Бенефициите што ги добиваат од државата одат во прилог на отворање работни места за оваа категорија лица. Податоците од Гостиварската агенција за вработување го потврдуваат тоа. Минатата година во неколку фирми била обезбедена работа за 17 граѓани со попречености и инвалидитет. За да се поттикне згрижувањето на овие лица, државата од посебен фонд доделува неповратни средства за компаниите, и тоа за самото вработување, за адаптација на просторот, набавка на опрема, обуки и слично. Позитивни резултати се бележат и во делот на користење на активните мерки за вработување. Бројката на ново вработени е поголема за разлика од претходните години. Статистиката покажува дека во текот на 2015 преку активните мерки се нашло работа за над 1000 лица. Најголемиот дел од нив, над 700, оствариле работен однос со проектот Македонија вработува. Според пресметките за сите активни мерки во кои биле офатени и невработени граѓани од Гостиварскиот регион, биле издвоени околу 2 милиони евра. Во насока на промовирање на мерките, стимулирање на работодавачите и информирање на невработените, во Гостивар минатата година се одржа форум и саем за вработување. Сдруженијето на автошколи пред владата предпладне организираше мирен непартиски протест против нелогичното, неуставното, неевропското, техничкото и персоналното невозможно законско решение во Законот за безбедност на патиштата, со кое се налага обуката на кандидатот за возач и возач-инструктор да се снима со двострана камера, која снима и напред и назад. Според законското решение, снимката за секој кандидат се чува 90 дена. Компаниите бараат поништување на одлуката со која законски се воведе снимање на кандидатите за време на обуката за возење. На протестот присуствуваа возачи од 125 од вкупно 140 автошколи во Македонија. Малопродажната цена на бензините и на екстра лесното масло за домаќинство се намалуваат за половина денар, додека дизелот поевтинува за денар, објави регулаторната комисија за енергетика. Согласно одлуката, новата цена на литар Евро Супер БС 95 изнесува 61 денар, додека литар Евро Супер БС 98 ќе се продава по цена од 63 денари. За литар Евро дизел ќе треба да се издвоја 42,5 денари, додека новата цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 31,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се намалува за 0,645 денари за килограм, и со тоа цената на М1 изнесува 15,324 денари за килограм. Според предлог законот за скијалишта на Министерството за транспорт, скијачите ќе плаќаат од 30 до 300 евра, ако невнимателно и брзо скијат со оглед на условите на патеката. Казни ќе има и за следните прекршоци: непочитување на поставените узнаки и сигнализација, скијање со неисправна и несоодветна опрема, скијање под дејство на алкохол, дрога или психоактивен лек и за скијање наназад. Надлежни за пишување казни ќе бидат инспекторите за спорт. 3 проекти на 3 скопски општини ги обединува едно. Сите имаат првенствено декоративна функција. Општините во Скопје во последниве години вложија многу пари во разубавување на јавните простори, па се трошат стотици илјади, па дури и милиони евра. За тоа кој ќе направи поубав, но и поскап плоштад, парк или пешачка зона. Истражување за оваа тема изработи новинската агенција Мета. Како дел од проектот, тоа се ваши пари. Општините во Скопје вложуваат многу труд и уште повеќе пари на граѓаните во разубавањето на јавните простори. Како да има натпревар која ќе направи поубав, но и поскап плоштад, парк или пешачка зона, се трошат стотици илјади, дури и милион евра по проект, за работи што имаат главно декоративен карактер,
да се уреди некој претходно запуштен простор. Во општината Аеродром беше направен паркот на езерата. Општината Центар е направи Боемската улица, додека во општината Карпош има нов плоштад во Влае. Овие се само неколку од многуте примери на декоративни проекти и во овие три, но и во други општини од последниве неколку години. Ако тоа е во согласно со барањата и потребите на граѓаните, тогаш е во ред. Меѓутоа, сепак, моје мислење е дека малце се наметнати таквите барања на граѓаните од страна на локалната самоуправа, бидејќи има некаков вид на надпревар помеѓу самите општини. Цените повеќе се споменуваат во промотивна насока, дека е направено нешто скапо и убаво, отколку како критика дека нешто можело да се направи и со помалку пари. Парк од 1.000.000 евра одекнуваше во насловите. Но која беше пораката што оваа звучна и атрактивна сума требаше да ја пренесе? Големината на сумата е наменета да му помогне на тој што ја пласира. Така што да, има тука еден промотивен елемент во кој гледате колку многу работам секако. Паркот на езерата е веднаш до спортската сала Јане Сандански. 4 базени, 2 водопада, 1 остров, соларно дрво, гейзери, патеки, клупи, игралиште, се за 60 милиони денари. Проект за кој градоначалникот Ивица Коневски во еден од своите отчети за работата вели дека општината со него им подарила на граѓаните ново зелено катче. Поради многуте обврски, Коневски не можеше да ни одговори како може општината да подарува нешто што е платено со парите на граѓаните. Ниту и на другите прашања, дали смета дека трошоците се оправдани, дали немало други приоритети и дали основната задача на една општина е да постигне што повисок квалитет или да внимава на трошоците. Дилема што ја нема кај градоначалникот на општина Центар, Андреј Жерновски, например. Тој всушност беше силно критикуван за сумата од 440.000 евра потрошени за Боемската улица. Гранични плочки, калдрма, украси што треба да подсетуваат на скопското боемско минато, сето тоа во 79 метри во простор што може да се пропешачи за 1 или 2 минути. На критиките дека улицата чини колку 1 километар автопат, градоначалникот одговараше дека материјалите и изработката се со висок квалитет. Јас зборам за објекти кои што се далеку пред се она што денес се прави во Република Македонија. Заедно со мојот тим, со вработените си го поставивме услов да во центар се гради неквалитетно и ако нешто се прави квалитетно, тоа што да биде во општен центар. Но дали ако се имаат пари, тие мора да се потрошат? Јас не верувам дека ќе најдете некој градоначалник кој ќе наследи средена општина, а парите нема да ги потроши. Те најде начин како да ги потроши и зашто. Општината Карпош, поради многу фактори, меѓу другото и нејзиниот развој, како се граделе населбите, има помалку хронични проблеми во споредба со другите. Плоштадот Делфина е новата гордост на општината Карпош. Чини 500.000 евра или колку буџетот на некоја помала општина од натрешноста. Градоначалникот Стефчо Јакимовски не беше во можност да одговори дали украсувањето и дотерувањето се става над другите приоритети. Граѓаните понекогаш се изненадени од тоа колку од нивните пари се потрошиле за некој проект. Па многу е, тоа е премногу. Но сепак и тие го предпочитаат квалитетот пред цената. Па, нормално повисок квалитет да се постигне. Помали трошкови и квалитетни и помали трошкови. Па, може би е подобро на квалитетни проекти. Зошто високите суми лесно се претвораат од контрааргумент во аргумент за поддршка на проектите? Има некаков елемент на отчетност тука, но знаете како, парадирање со бројки не значи суштинска отчетност. И тука е разликата која што ние кога бараме отчетност, обично политичките на локално ниво, политичките актери на локално ниво објавуваат такви памфлети, да кажам, со реализирани проекти. Привидот за отчетност е вториот пиар трик што општините го користат за да добијат поддршка за своите проекти, покрај квалитетот. Со тоа обично се спречуваат дополнителни прашања, дали можеше да се направи повеќе за истите пари, земени од граѓаните и потрошени за украсни проекти на некои локации. Синот на поранешниот грчки премиер Константин Мицотакис и братот на некогашната шефица на грчката дипломатија Дора Бакојани, Кириакос Мицотакис, вчера е избран за нов лидер на опозицијската конзервативна партија Нова демократија. На внатрепартиските избори 47-годишниот Мицотакис освои 51% од гласовите на над 400.000 партиски членови со право на глас и го совлада поранешниот председател на парламентот, 62-годишниот Вангелис Мејмаракис.
Група пакистанци и еден сириец се нападнати во германскиот град Келн, каде владеат зголемени тензии поради сериите напади вржени за време на новогодишната ноќ, за кои постои сомнеж дека се извршени од страна на апликанти за азил. Во полициското соопштение се наведува дека група од околу 20 лица во Келн нападнале 6 пакистанци, од кои 2 потоа побарале лекарска помош. Истовремено група од 5 лица нападнале еден сириец кој е повреден, но не му била потребна лекарска помош. Шпанската принцеза Кристина и нејзиниот сопруг денеска се појавија пред суд, што е за прв пат од повторното воспоставување на монархијата од 1975 година да му се суди на член на шпанското кралско семејство. Принцезата Кристина е обвинета за затајување данок, бидејќи наводно не пријавила данок на лични трошоци, кои ги платила компанијата за тргување со недвижности во нејзина и во собственост на нејзиниот сопруг. Доколку биде прогласена за виновна на принцезата и се заканува максимална казна затвор од 8 години. На синоќешното 73-то доделување на наградите Златен глобус во Лос Анџелес, филмот Повратникот на режисерот Александро Гонзалес Инариту ја доби статуетката во категоријата најдобра драма, додека филмот на Ридли Скот Марсовецот е победник во категоријата најдобар мюзикал или комедија. Наградата за најдобар актер во драма ја освои Леонардо Ди Каприо за улогата во Повратникот, додека наградата за најдобра актерка ја освои Бри Ларсон за улогата во филмот Соба. За најдобар актер во мюзикал или комедија е прогласен Мет Деймон за улогата во Марсовец. За најдобра актерка во мюзикал или комедија е прогласена Дженифер Лоренс за филмот Джој. Легендарниот британски пејач Дейвид Боуи почина на 69 годишна возраст по битката со ракот. На неговите официјални профили на Твитер и Фејсбук е соопштено дека Дейвид Боуи починал денеска обкружен со своето семејство по храбрата 18-месечна битка со ракот. Боуи беше еден од најуспешните уметници на 20-тиот век. Тој во минатата недела го објави својот нов албум Blackstar. Денес имавме сончево и топло време со умерена облачност и со утринска магла по котлините. Дуваше слаб ветер од југозападен правец. Утринските температури се движеа од 4 до 6, а дневните од 7 до 11 степени. Според метеоролозите утре не очекува променливо облачно време. Во западните и во северните делови ќе има локални врнежи од дожд, а кон крајот на денот, односно преку ноќта, на планините и на некои повисоки места ќе преминуваат во снег. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. Утринските температури ќе се движат од 0 до 4, а дневните од 5 до 11 степени. Тука е крајот и на овие регионални вести. Пријатно!